Продолжуваме темата која што ја обработуваме денеска, тоа е образованието. Почнавме со основното, одиме со средното. Професорката Татјана Алексич е гостин или гостинка ова утро во Македонија. Наутро зборуваме за квалитетот на средните училишта во Македонија, оценките, резултатите, матурите и така натаму и така натаму. Добро утро. Добро утро. Поздрав до гледачите на македонска телевизија. Да, широка тема. Првиот печаток беше во студиото дека е ладничко, дека има клима, дека е пријатна атмосферата, нешто што не е случај во сите наши училишта. Можно ли е во 2024 година сите училишта да немаат air condition, да немаат централна климатизација, да не биде тоа уредено со одредба која што мора да се почитува? Можно е и тоа како, кога веќе ги следиме европските стандарди, треба да ги имаме тие стандарди. Значи не се сите училишта отпремени, не е баш пријатно на овие температури скопски, значи не е исто. Не е така во Берово, не е во другите места каде што е посвежа климата. Е така. Меѓутоа, ако така, за да се тој фамозен статистички број на часови да се реализира, тогаш, што би рекле, морално беше бепиги. Да, првите и основните услови да бидат исполнети. Каков е актуелниот квалитет на средното образование во Македонија и што велат резултатите во нашите училишта? Не знам, тие резултати постојано некако не фрустрираат. Не сме добри по тие резултати. Не знам, не сум навлегла толкова ни да видам какви се тие PISA тестови, колку соодветствуваат со она што нас ни се нуди како наставна содржина, наставна програма и зошто нели доцниме. И неблагодарно е да споредуваме, пак ќе кажам, она како се враќаш назад во минатото, ние сите, и вие, и јас, еве и Наде, мојата драга колешка беше претходно гостинка, завршивме од едни исти учебници и станавме тоа што станавме. И не доцневме за другите европски стандарди, дури и нашите ученици и студенти беа меѓу подобрите. И се барани во моментов на светскиот пазар на труд од нашите генерации, од вашите, од генерациите на молеројци. Така е, така што повторно ќе го обвинам системот, бидејќи ние сме на база, триада, ученик, учител, родител, меѓутоа ако системот не диктира такви услови, ние сите ќе се прилагодиме. Ако децата гледаат дека во системот нивното знаење не се валоризира, ќе бегаат од тука. Ако гледаат дека може да се шверцува со знаење, да се препишува, ќе препишуваат. Значи се е тоа она што го гледаат како примерот по старите. Државна матура оваа година се одржа во холовите, во ходниците, како што беше на времето кога бев нели гимназијалка во Орце Николов, сите кои бевме одлични бевме ослободени од матура, другите полага во ходникот на Орце Николов есеј по македонски јазик. Немаше тогаш техника, технологија и телефони. Мислам, еве како една препорака, дека треба да се блокира интернетот во училиштата тој ден, 3 часа. Зошто им се дозволува на учениците да дојдат на училиште со паметен уред? Зошто не им се одземе? Или зошто не им се каже дека не смее да го носат со себе? Не може да го претресеш ученикот, да му вадиш од джепове, ќе стави во чарапата телефонот. Знаете колку телефони па не е ако има скенер за електронски уреди. Зборуваме за законска одредба, не вие присилно професорите, наставниците да го правите. Буј законска одредба. Така ќе се спасиме сите од препишување. Еве ќе кажам нешто, ќе ме распнат на. Може да се тетовираат они со сите прашања, нели? Може нешто да се ведат да скријат, меѓутоа со паметните уреди. Може и чипчиња, може и се, нели технологијата дава можности. Она што треба ги научиме децата да бидат достоинствени пред своето знаење, незнаење, пред себе. Меѓутоа тоа е тешко. Јас со години наназад не ги контролирам дали препишуваат. Им кажам само почетна реченица. Дали ќе се научите да бидете достоинствени луѓе кои пред себе се срамат да препишат, да ми е непријатно кога ќе ги погледнам и кога ќе ги фатам дека препишуваат. Тоа веќе многу ретко. Дете да се извини или да подцрвени, да се застрами што е фатено дека препишува. Ја не можам да изиграм джандар, да ги претресувам, викам, ајде стани да видам што имаш под задникот. Која сум ја да ги дзиркам, нели, дали препишуваат, каде кријат нешто. Не е тоа, нели, јас сум професор, наставник, учителка, треба еден воспитно образовен процес да ги научиме на достоинство, но не ги учиме. Системот ги учи на лага. Системот ги учи на купување оценки, системот ги учи на шверцување со знаење, купување дипломи, системот ги учи родителите се понижуваат пред нас наставниците да не молат за оценки. На крај на година ние се сведуваме на берза. Да се расправа, и тоа има и закани и се. Значи тој 10 јуни најтешкиот ден во годината, тој 10 јуни. И на директорите главите им чада. И до кога така?
Значи, ние треба да се релаксираме. Секој дете се запише каде сака. Па автоселекција. Сам ќе види дека не е за таа гимназија. Сам ќе види дека не е за тој факултет. Ако 4 години математика не ти одела, сигурно нема да отидеш на природно математички. Еве ја не отидов во Орце Николов, 4 години само математика тројка. Знаев дека ќе бегам од факултети кај што има математика. Родена сум со десна хемисфера, ја немам левата. Па ништо. Ете, станав учителка по македонски. Така и со другите деца. Значи, не може родителите да фаворизираат некои факултети затоа што се општествено прифатливи или употребливи или се на цена, а детето сака да биде, не знам, уметник или да танцува или да биде актер или било што. Значи, малку порелаксирано, кога би се запишувале без тие услови, мора скроз одличен, мора сите петки, сите ќе сме порелаксирани, не мора. Нека дојдат во Корчагин и доволни добри ученици. Може ќе се сврти тркалото, ке децата не се гледа путрото денот. Може потоа да добијат мотив, слаби ученици во основна да добијат повисоки оценки, повеќе да учат во гимназија и обратно. Оној прв стрес е, кога ќе дојде некој скроз одличен од основни, ќе добија двојка на писмен или единица. И тогаш паника, ама моето дете беше одлично, имаше петки, одеднаш гледаме дека е поинаков критериум. Колку е реален критериумот и колку се реални оценките во македонското образование? Ништо веќе не е реално. Отидене возот 30 години, 3 децени долги, ние така едноставно го се повеќе го деградираме и се сведува. Така е, имаме брилјантни ученици, а не ги кудиме. Корчагин веќе не знам колку награди земат. Има на вистина. Меѓутоа и тие деца кои не се во своето знаење, во вештини, потенцијали и капацитети за нешто се добри. И тие деца кои ќе се пратат на полагање, значи одат на полагање сега во јуни, не треба тоа да го сватат како некоја атак врз нив или да се фрустрираат. Едноставно материјалот треба да го поминат и да бидат добри. И тоа се деца достоинствени кои не фаќале врски, затоа отишле на полагање. Нема лоши деца, има само лоши професори и родители. И родители, наставници, и ние возрастните како систем ги турнавме децата во таа една машинерија. Кога не би била трката за оценки, или да се запишат во државна квота за некоја материјална сатисфакција, кога тоа би се сменило на некој начин, да може секој да се запише каде сака, не би било вака. Не би трчале по оценки. Што им недостасува на другите? Баш синоќа, јас сеќам кога ми беа гости во емисија, доктор Сали Стаџар и Александар Прокопиев беа со ученици во Орце Никол. Кажа дека беа со четворки, биле со четворки. Вика, дури кога ќе ни дојдат студенти кои немаат сите 10-ки, повеќе им веруваме на нив, повеќе сакаме да работиме со нив, отколку со ние со 10-0-0. Ако се од, нели, се има разлика приватно и државно, каде ги завршиле факултетите и испитите. Што ако имал четворки? Што ако бил многу добар, ако знае да се реализира понатоа и да си работи својата работа? Како децата од основно да одберат средно образование? Како да се насочат што да следат во животот? Еве, може би не гледаат во моментов, меѓутоа може би некако ќе стигне, нели, на училиште се оние што се сега на училиште. Како да го изберат вистинскиот пат? Што да гледаат? Кои параметри да ги следат? Уште во основа треба да се наблюдуваат од страна на наставниците и родителите за нивните вештини, на што се предиспонирани тие деца. Не само генетски предиспозиции, туку развивање на вештини, способности. И тогаш да се насочат во кој училиште, таму каде што повеќе се обрнува внимание на општообразовни науки, хуманитарни, математика, уметност, музика, значи уште во основно почува. Во гимназија уште повеќе. Како дошле во гимназија, значи се уште не се сигурни каде. Што правиме со златните средни стручни училишта? Тие се најдрагоцените. Таму веднаш излегуваат кадри кои можат на пазарот на трудот веднаш да се продадат и да почнат да работат со своите вештини. Тоа е целта на образованието, да се работи, да се заработува, да се живее од својот труд, од својата вештина, од своите развиени способности. Значи мора се следат тие деци да се насочуваат. Зборувавме со Надем Олеровиќ претходно за вештините кои што се потребни во 21 век, иако сме влезени веќе трета деценија во 21 век, се уште е нов за нас. Таква не е средината, што да правиме, нели не може да се бориме со главата в зид. Што им е потребно на нашите ученици тука за да може да бидат конкурентни со оние таму, во тие некои поразвиени, како што сакаме да кажеме, земји? Прво да се учи со радост, да ги научиме да учат со радост. Кога се учи со радост, учи темелно. Кога се учи темелно, ете го бенефитот. Каде и да отидат, тие го носат своето ковчеже, со знаење, со вештини способности. Тоа е единствената вистина што имаат со себе. И тоа е единственото. И тогаш доаѓа до израда колку наши деца се капацитети во странство. Само една Дејана Поповска, ќе спомнам, која 2 факултета завршува, таму и се перфектни студенти, не им ги знам имињата веќе, меѓутоа успесите им ги гледам. Значи не можеш тој што знае, што има знаење и вештина во себе и способност, па и да немал 5 по некој предмет, да го скриеш. Ќе излезе од него.
и талентот ќе излезе од него. Затоа постојат повеќе степени на образование, нели? Предшколска возраст, училишна, како беше основно образование, предметна настава, потоа нели? Се е тоа задолжително, нели сите тие потоа фази. средното образование и на крај високото образование. Високото кој по избор не е задолжителен, нели? Таму веќе прекинува образовниот процес, воспитниот процес, продолжува само образовниот процес. Меѓутоа, во секој дете се крие некој гениалец, по нешто е гениален. Ние треба ги детектираме, да ги задржиме со тоа што системот ќе ги задржи, да видат дека и тука ќе може да работат. Да не го гледаат тој начин на деградирање на знаењето, кои ни се, какво стана односот на нивните идоли и идеали во системот. Кој им е идеален наставник, кој им е идеален човек, кои се нивните идоли, каква им е идеологијата. Се сведен из призма на пари. Аз постојано кажувам, еден ученик во Димитар Влахов, тоа ми е онака баш бисереден, само што почнав да работам таму, 28 години, колку има, возев пегла, полски Фиат, 126. Да. И сега ти им кажуваш, оние бели лаги, дека треба да учат без оглед што се фризери или месари, тоа им треба во животот да читаат книги. И само еден ученик ме гледа, дека па професорке, шо ако читате книги, кога возите пегла? Зошто пеглата мора да е затоа што не возиш джип или не возиш нешто. А нели учителката се најаѓа вика, па ја кога возам пегла се осеќам како да возам Алфа Ромео. Сакам да им кажам дека човек колку повеќе учи и знаење чита, тој нема комплекс заради својата материјална немоќ. Па добро, на некои луѓе кои што се свесни за животот, можеби и не им треба она што значи грандиозно, големо, скапо, бидејќи нема потреба за тоа. Колку си духовно побогат, толку материјалното ти е небитно. Само за да можеш да живееш квалитетно. Значи, оно што ни треба на сите. Да јадеме здраво. Да финиширам, има ли бел ден за македонскиот образовен систем? Ќе го видели светлото на денот, тунелот веќе долго време го возиме. Се надзира ли крајот? Ќе може да кажеме дека имаме добар образовен систем комплет. Ја мислам дека со тие реформи веќе прекуглава. Постојано реформи, дайте нешто се задржи, ова што го зборуваме конкретно се реализира. Треба многу кадри кои сакаат работата. Многу кадри во наставата кои сакаат работата, сакаат училницата, ги сакаат децата без оглед какви се во своето однесување, култура, воспитание, да имаат приоден кон децата. Децата треба да сватат дека знаењето е најголемиот капитал кој не може никој да ти го украде и да ти го земе, тоа е тоа што те продава и што те фигурира и карактерно и секако во животот, и да се учи со радост. Значи, и тоа што го имаме, тие учебници што ги имаме да ги се користат. Ние постојано некои нови учебници, нови реформи, а веќе не сме ги научили. И да се чита. Не се читаат книги. Тука ја мислам суштинскиот проблем. Не постои на Инстаграм, туку книги. Македонска телевизија е архива на многу емисија. Шојлевска неодамна објави едно нејзино интервју со ученици од 80-тите години. Само да ги слушнете како зборуваат тие деца. Деца дословно како зборуваат. И слушнете ги сегашните деца како зборуваат. И не се виновни децата, пак е системот, затоа што се навикнени, умрежени се во компјутерската анимација, а таа не те дозволува реторика и зборување. Татјана Алексич, на тема средното образование во Македонија, широка е темата, ве чекаме повторно во студиото. Да, и да ни се здрави живи децата, да си го поминат рационално, летниот распуст. Нека се ресетираат. Најбитно е да се здрави, да се радосни, а се друго ќе се надокнади.